Почитувани граѓани, почитувани медиуми, криминогената и неспособна власт на СДСМ ја зацрни економијата во Република Македонија. СДСМ откако е на власт нема реализирано ниту еден единствен проект. Единствениот и најголем проект им е проектот задолжување на граѓаните на Република Македонија. За жал, во моментов Република Македонија е презадолжена држава и граѓаните тонат во долгови. Откако дојде СДСМ на власт, се повеќе се задолжува, а ништо не се реализира од предвиденото и СДСМ немаат ниту еден единствен проект реализиран. Откако СДСМ е на власт, а тој од 2017 година, долгот пораснал од 4 милиарди 787 милиони евра на 5 милиарди 144 милиони евра. Односно, за година и пол долгот пораснал за 357 милиони евра. Од 357 милиони евра нема ниту еден проект реализирано кој што може да се види. Прашањето е каде одат сите овие пари? Каде отидоа 357 милиони евра? Вкупниот јавен долг заклучно со завршетокот на третиот квартал за 2018 година изнесува 5 милиарди 144 милиони евра, што е 48,2% од бруто домашниот производ. Од истиот на надворешен јавен долг отпаѓаат 3 милиарди 512 милиони евра, додека пак на внатрешен јавен долг отпаѓаат 1 милиарда 632 милиони евра. Со тоа е надмината психолошката граница од 5 милиарди евра и веќе државата се движи кон 50% долг. Не само што се движи долгот кон 50%, туку и со ревидираната фискална стратегија за 2019-2021 година од Министерството за финансии Тевдовски, јавниот долг во 2020 година се очекува да достигне 54,5% од бруто домашниот производ. Покачување на јавниот долг за 6 и 7% во наредниве 2 години е поразително за Република Македонија. Ако се земе предвид дека економијата во Република Македонија е крахирана, исто така ако се земе предвид дека нема никаква реализација на проекти, нема реализирано никаков проект. Реализацијата на капиталните инвестиции е само 1/3 до сега, што е уште потрагично за нашата економија. Послава и поочајна економска политика и кадровски капацитет која води држава во моментов на економски план сме немале. Очигледно е дека оваа влада нема капацитет и е неспособна да ја води државата. Што побрзо си замине оваа власт, толку подобро за граѓаните. Благодарам.